Од 20 милиони денари од националната стратегија за роми, кои што се наменети за општини каде што живее ромско население, 7,5 милиони денари ќе добие општина Кочани за решавање на домувањето на жителите од старата касарна. Ромите кои што живеат во Кочани, предежно во касарната во Кочани, живеат во мизерни, во многу лоши услови, така да сакаме да ги префрлиме во подобри услови за живот. Местото е најдено. Градоначалникот одвои исто така средства за околу местото што треба да се направи. Така да тоа е сега за сега. Се надеваме дека при ребалансот ќе добиеме нови средства и ќе можеме да исполниме целта. Според градоначалникот на Кочани Николчо Илиев, општина Кочани е подготвена за долгорочно решавање на овој повеќе децениски проблем, кој е приоритетен и за самите станари и за градот воопшто. Ние како локална самоуправа направивме иницијатива со локална планска урбанистичка документација, одбравме соодветно место, пошто изработивме и проект за изградба на куќички каде што ќе бидат сместени луѓето од касарната. Со ова информација која што денеска ни ја донесе министерот без ресор, каде што кажа дека на седница на владата очекуваме да ни бидат додадени околу 7,5 милиона денари, што значи дека ќе можеме да отпочнеме со фазна градба на овие куќички каде што ќе бидат сместени лицата од касарната. Општина Кочани исто така покрај целокупната локална урбанистичка планска документација и изработката на проектот има обврска преземено да изгради пристапен пат, одвод на отпадните води, како и довод на вода. Што значи дека ова е еден покрупен проект, каде што само за градба на куќичките се предвидени околу 20, односно се потребни 21 милион денари и со целокупната друга инфраструктура која што презема обврска да изгради општината, се надевам дека овие луѓе за одредено време ќе добијат своји пристојни живеалишта. Според урбанистичката документација и изработениот проект, објектите за домување на станарите од старата касарна ќе се градат во местноста Пресечна скала на северниот дел на Кочани. Парцелата со површина од 2,96 хектари земјиште на Република Македонија, а со планинскиот опфат се планираат 20 градежни парцели.